Последните 5-6 години можам да кажам слободно дека добро поминуваме на уписите за прва година, затоа што смеровите, профилите и струките што ги имаме во нашето училиште баш се во тренд со актуелната состојба, со општеството и со приликите во нашето општество и окружувањето околу нас. Стандардно се надевам како и секоја година дека ќе запишеме најголем број на ученици на територија на општина Куманово, ќе видиме што ќе се случи баш на денот на уписи. Ние знаете порано дека имаме 3 струки. Најстара струка ни е машинската струка од 1964 година со следните профили: техничар за компјутерско правување, машинско-енергетски техничар и од оваа година нов профил техничар за возила на алтернативен погон. Тоа е 4-годишно образование кое што го воведуваме оваа година како замена за конструкцијски механичар 3-годишно образование што го имавме минатата година и каде што знаеме дека е постојано интерес за 3-годишно образование опаѓаше. Од електротехничка струка, електротехничар и енергетичар како најстар профил и компјутерска техника и автоматика. Од последните 3 години техничар за индустријска мехатроника, тоа е дуална паралелка во соработка со гигантот од Германија Дреслер Мајер. И последната струка, тоа е медицинска здравствената струка, профилот медицинска сестра, каде што постојано имаме стандарден број на ученици. Во училиште во минатото се запишува на 2000, може би повеќе. Настава се изведува кај нас и на албански наставен јазик, да, и овие струки што ви ги реков се однесуваат за настава на македонски наставен јазик, кај настава на албански наставен јазик имаме разлика од овдека што имаме таму 2-3 годишни образование, електромеханичар и конструкцијски механичар, и во здравствената струка таму се 3 паралелки на медицинската струка. Заедно со нив идеме на кај бројка од 2000, значи 1900 и нешто запишани ученици, али поглавно сме поделени, значи пола-пола, значи ученици. Каква е интересот од бизнис заедницата? Ви барали нови струки, имате ли нови барања? Доаѓаат ли се, интересираат ли, ви предлагаат ли пред се? Постојано сме во контакт со заедницата што не обкружува. Ние во овој момент имаме контакти со ОКТА, со ЕВА Македонија, со Кентаурус пред се за формирање на дуална паралелка, она што е актуелно во средното стручно образование, така да ќе видиме што ќе направиме за наредната учебна година, али трендот ни е тој, да воведеме дуално образование во што е можно поголем број на паралелки, али збориме за дуално образование во вистинска смисла на зборот, значи со фирми кои што можат да го направат тоа дуално образование како што треба. Па така, со воведување на кампањата Учи паметно, работи стручно од страна на Министерство за образование и наука, со години наназад, иако беше застапено претходно гимназиското образование или општото образование, у кој се полнеа Кумановската гимназија како на македонски, така и на албански наставен јазик, со воведување на оваа кампања и воведување на дуални паралелки во сите средни стручни училишта, интересот на учениците се сврте кон струката, тоест затоа што учениците паралелно со теоријата која учат во училиштето, во компаниите се стекнуваат и со практични вештини, а тоа представува и готов производ на трудот, тоест на пазарот, побарувачката која имаат приватно-стопанствениците и поголемите компании. Како сектор за образование бевме задолжени од страна на Министерството да изготвиме анализа на пазар на трудот. Истата беше реализирана во месец јануари 2025 година, во кога на социјален диалог настанот, кој беше така насловен, беа поканети и компаниите од општина Куманово, на кои дебатиравме за што она им недостасува, а недостасува многу. Ќе почнеме од образованието, дефицитарни сме со наставници пред се, а потоа и со стручен кадар. И нормално затоа што многу населението, процесот на миграција не застанува, многу од населението мигрира, таа миграција не престанува и со тоа и учениците што му завршат го гледаат својата екзистенција со стекнување на диплома и стручно образование за да можат да најдат работа во некој од западно развиените европски земји,
но ќе се трудиме сите заедно, и директорите и ние, да бидат подобри услови пред се, за да учениците пред се бидат присутни тука и да своето образование, после завршување на средното образование, го продолжат тука во рамки на границите на територија на Република Македонија. Инаку што се однесува до одлуката, си ја донесуваат нормално самите ученици, нормално со своите родители. Апелирам до сите ученици да си го изберат она што ќе биде за нив најдобро, иако сега на нив изборот им е најтежок, се наоѓаат на една раскрсница каде да го продолжат својот пат, меѓутоа еве до сите апел да си го изберат она образование за кое сметаат дека ќе биде добро за нивната иднина. Од оваа учебна година, новата учебна година 2025-2026 година, е воведена нова насока во Техничко училиште на Цибоѓони. Тоа е техничар за возила на алтернативен погон. 4 годишно образованието, минимум поени се 45. Се изучува, значи, основи на машинството и електротехниката, механика и конструкција на возила и системи на самиот алтернативен погон. Значи, учениците можат по 10 години да извршуваат диагностика и одржување на нови видови на возила, практична обука во работилници и сервиси. Кога ќе завршат таа струка, ќе може да работи во самите како техничари во сервисот за електрични хибриди возила, со тоа што ќе имат можност да ова нова насока да ја практикуваат. Согласно конкурсот, колку е минимум поени за ова? Минимум поени е 45. Значи, нова паралелка, така да се надеваме дека учениците ќе се запишат, ќе бидат заинтересирани за ова нов профил. На смерот техничар за компјутерско управување на CNC машини, првата и втората година се учи теоретскиот дел, се учи како се црта и почетоците, а во трета и четврта година се учи како се програмира прво на лаптоп, а потоа се програмира на CNC машините и се управува со нив. Поред мене, оваа струка не е тешка, затоа што се запишуваш со амбиција да научиш нешто за CNC машините и понатаму да работиш во животот тоа што си го учил. Ние сме ученици во машинската струка техничар за компјутерско управување, односно во скратеница ТКУ. Ние учиме за програми како да можеме да ги спечатиме 3D моделите и да ги изработуваме со помош на CNC машина или да ги направиме прво во 3D модел со помош на 3D принтер. Учевме исто така за пневматика и хидраулика со помош на системите CAD и CAM. Јас сум Антонио Стефковски. Ние исто така имаме практична настава што ги изработуваме нашето знаење преку практични вежби. Имаме изработка преку 3D ласери, 3D принтери и ласери. Ова ни е преку ласер, помал дел од тие вежби. Исто така изработуваме и поголеми површини. Преку 3D принтер изработуваме вакви работи. Исто така поволно е овој смер, бидејќи сето наше знаење можеме да го премениме преку вежби и појасно ќе ни бират задачите. КТА е смер каде ќе изучуваме различни предмети од сите технолошки страни. Имаме дигитални системи, програмирање, системи за автоматско управување, процесно управување. Имаме други предмети кои зависат од годините каде што учиме. Тука имаме презентирано различни проекти кои ги правиме низ текот на годините. Одиме на различни надпревари кои се по практично и теоретско знаење. Прошлата недела јас освоив прво место на државен надпревар по теоретско и практично знаење кој се рекува КТА надпревар и е стручен само со овој смер. И ова е таа медала. Имаме различни проекти, роботски раки, пајак истражувач, разни мерни инструменти тука кои што служат за мерење на различни мерни големини. Таму имаме други проекти кои што девојчињата освоија во Босна и Херцеговина прво место на државен надпревар.
И така да овој смер вклопува сите страни на современа технологија кои во денешно време се користат и може учениците да унапредуваат своите знаења. Ова е електротехничка струка од смерот електротехничар-енергетичар. Имаме најразлични вежби, а може прво да започнеме, имаме VR, потоа имаме трифазен мотор за променување на насока. Моментално моторот го немаме, не е во употреба, но за демонстрација може вака да се направи. Со кликнување на ова, свети си ја личката и имаме моторот е во погон. Во една насока. Се гаси, се кликнува другото, свети си ја личката, моторот врти во друга насока. Овдека имаме Имаме фреквентен регулатор кој од монофазна струја ја претвара во трифазна и моторот, трифазен мотор работи фактички на монофазна струја, плюс има редуктор. Може да ја подесуваме самата со фреквенцијата, може да ја подесуваме брзината на моторот. Овдека имаме трансформатор. Трансформаторот служи како направа за промена на напон, ако сакаме од поголем до понизок напон. Имаме најразлични трансформатори, имаме дистрибутивни, поголеми, помали за разлика од напонот. Продолжуваме овдека, ова е едно куќен индикатор имаме звоно, од овдека е приклучокот, натаму се движи, имаме за бойлер, за сијалици, така, тоа е тоа. Наум Богдановски. Ова е техничар за индустријска мекатроника, дуално образование со Дрексел Мајер. Ние во ова струка учиме за механика, електроника и програмирање што спаѓа во информатика, како што имаме туа прикажани роботи. Исто така учиме за пнеуматика, електропнеуматика, исто учиме лемење, како да лемиме на плочите, електрични инсталации. Тука имаме на обработени чекан, навој и една метална плоча. Имаме тука прикажани неколку алат како што се цвицангли, бланкерице, пумпа за калај, VR headset каде што не учи нас со програма на македонски јазик како да ги поставиме елементите за пнеуматика. Тука имаме на телевизор покажано процесот како ни покажува се така. Имаме и тука книги од каде што учиме пнеуматика. Во оваа струка имаме редовна пракса од 2 до 4 година, од 1 до 3 имаме феријална пракса. Исто така имаме ние можност да полагаме и германска матура кој ни придонесува германски сертификат. Како што рековме, ние учениците од медицинската струка освоивме прво место на општински надпревар по прва помош и сега продолжуваме на регионален надпревар каде што се надеваме исто така на успешни резултати. Разни активности преку училишниот клуб кој е отворен и кој го води Црвениот крст. Оваа година нашето училиште освои прво место на општинскиот надпревар по прва помош. Исто така секоја година ученици од техничко училиште се вклучуваат во ОПКВ циклусот кој се обработува со години и изработуваат успешни проекти. Покрај тоа што нашето училиште ја нуди можноста за стручно образование, здравствената струка со профилот за медицинска сестра техничар е многу одличен избор доколку учениците имаат заинтересираноста да помогнат на другите и да е подобрат иднината со тоа што ќе бидат идни доктори, здравствени работници и медицински сестри. За да се запишете на здравствена струка во техничко училиште потребни ви се 70 поени. Во нашата струка ќе научите за тоа како да бидете пред се хумани луѓе, потоа ќе научите многу способности за тоа како да помогнете на луѓето. Во прва и втора година учиме теорија, потоа продолжуваме со пракса, каде што во трета година на сите ни е најинтересно, бидејќи тука почнуваме за прв пат во болницата. Потоа четврта година исто така ни е многу интересно, бидејќи исто така продолжуваме со праксата во болница. И здравствена струка ви овозможува веднаш по завршувањето на средното училиште да се вработите и да работите како медицински сестри и да бидете хумани луѓе, како што кажа Ангела.